braće i sestri me zastane na ulici i mi veli planiram da se odam održavati. Ja bila ovaka, ne može povek ovakav. Posebno, evo ke vi dadam šansa i ke vidam bile što ke napravite, no ako ništa ne napravite, to još sigurno se pakujem i sjodam. Može da mu kažem razni veturanja za brde i dolini se razmiskuva. Može da mu kažem neka super glase ti za nas obezbedi što nekoj glasi ke dojde raj, ke dojde život, ke te drabotime koja ke dojde na vlast. No taka prava politikantika. To je jednostavno ne su jasno. Nema veturanja za koji ne sam siguran дека тоа можам да го стварам, а во тоа ќе суверим. Но најважно ми беше да го убедам во принципите во кои што верувам. Како е сега, односно како не треба да биде, но и како треба да биде после 12 април 2020 година. Почитувани присутни браќи и сестри, можам да се отрзам овде пред вас заедно со вас на честна и честита работа. Многу пот како оваа денешната, многу жилава и макотрпна работа. Работа која што секој од вас ќе ја почувствува, ќе бидете дел од обновата на Македонија. Ви ветувам дека идната влада на ВМРО-ДПМН, предводена од ВМРО-ДПМН, по 4 годишниот мандат ќе реализира проекти, капитални инвестиции за развој на нашата мила Македонија во вредност од не помалку 2 милиарди евра. Тоа јас ви го ветувам. Реализирани проекти, не бројки на хартија, реализирани, осмислени, испорачани проекти за економија со брз раст, за сигурна иднина на нашите граѓани. Се обврзувам и ви ветувам дека идната влада на ВМРО-ДПМН, предводена од ВМРО-ДПМН, во својот мандат ќе испорача проекти во вредност преку странски инвестиции и домашни инвестиции во вредност не помала од 4 милиарди евра. Соврзувам овде пред вас. Идната влада на ВМРО-ДПМН во својот 4-годишен мандат ќе вложи не помалку од 1 милиарда евра за заштита на животната средина, да ни дишат најмилите чист воздух. Проекти во енергетската ефикасност и брза експресна гасификација на Македонија. Проекти во вредност не помало од 1 милиарда евра. И не можам да ви ветам дека веднаш ќе почне да дува чист алпски воздух. Тоа е невозможно. Но можам да ви ветам најмалку 50% почист амбиентален воздух за македонските граѓани, за граѓаните на Македонија. Инвестиции во образованието за најмладите, од предшколска возраст, за студентите, реновирани студентски домови, најмалку еден универзитет на Шангајската ранг листа, во вредност од не помалку од 1 милиарда евра во образованието, кое што е најважно за иднината на нашата држава. Не криминални тендери во здравството, не криминални тендери за нови замислени клинички центри, нови болници и реновирани амбуланти, клинички центри според потребите на граѓаните, повеќе од 2 милиарди евра во еден мандат, инвестиција во здравството и во медицинскиот кадар, да не ги помогне клиниките во Европа и во светот со наш
prostori, тука да останат во Македонија и да ги лекуваат македонските граѓани. Земјоделците, за земјоделците подготвуваме специјален пакет, редовна исплата на субвенциите, а не редици еднаш годишно. За гарантиран откуп, се што е во моќта на владата ќе сториме за загарантираниот откуп да стане реално за земјоделците. Неколку стотици милиони евра инвестиција во земјоделието за поддршка на земјоделците кои што ја хранат Македонија, а од продот кој што го раѓаат нашите ниви ја хранат и Европа и свет. За највозрастните, за пензионерите, враќање на стариот модел, каде што 2 пати годишно растеа пензиите, тоа што им го укина Зоран Заев заедно со царовска мила. Раст на пензиите според трошоците за живот и порастот на просечната плата во Македонија 2 пати годишно. Се обврзуваме дека тоа ќе го направиме. За бизнис заедницата, за оние кои што денеска се жртва на рекетот, притисоците, уцените и заканите на најбогатото семејство на Балканот, кое што уште неколку месеци ќе биде власт во Македонија. Враќање на ранниот данок и сукцесивно намалување по половина процент секоја година, повеќе од половина милиарда евра назад во бизнисот, па повелете, инвестирајте за развој на Македонија и развој на вашиот бизнис. Работувајте, луѓе! Во нас ќе имате пријатели. Никој нема да ве уценува, никој нема да ве рекетира. Секој таков случај, мојот телефон ви стои на располагање. Пријавете го! За неправдата нема компромис, колку и да е близок, колку и да бил тој човек со мене. Ослободете се, инвестирајте, креирајте работни места за овој народ, за македонскиот народ и граѓаните на Македонија. Спортот и културата како државен проект, да се радуваме во оваа сала повторно на големините, на ракометните имиња, на европскиот шампион, ракометниот клуб Вардар во Скопје. Да се радуваме на успесите на женскиот европски првак повторно Комета Дорче Петров. Да се радуваме на одбраните на министерот за одбрана Бойко Ристовски. Да се радуваме на головите на проектилот Кирил Лазаров. Да се радуваме заедно за успесите на кошаркарската репрезентација, како што тоа ни го приреди на Европското првенство во Литванија. Се секавате, височините беа прениски за нив. Не постоеше кошаркарска велесила која што не беше совладана. Да се радуваме на спартанците, на одбојкарите кои што ни го белија образот оваа година на Европското првенство. Повторно да се дигнат до европските и светските височини. Да се подсетиме на боксерите, да се подсетиме на олимпijskите медали, на медалите од европските и светските првенства на нашите боксери. Да се подсетиме на светската титула на Јака Вучи-Водрадович во борење. Да се подсетиме на гладиаторската борба на Шабан Трстена на олимпijskите игри, на европските првенства. Да се подсетиме на успесите на Маргала од Шти по речкото.
sport kako državen projekt zajedno su kulturat, da se vrati nazad uspehot na futbalski od klub Vardar, Volinata, na Evropa, Stenjata, Golenina, da vide Livata na šampioni, pa fakta Vardar. Podrška za site ostanati sportskih klubovi, koji što igra se nadprevaruva i noseja uspesi i rezultati za Makedoniju. Da pomogneme kako država i kako vlada, konečno naša ta reprezentacija, fudbalska reprezentacija, da se najde na jedno evropsko, na jedno svjetsko prvenstvo i poslovno da se raduvame kako što se raduvame na golov na Artim Šakiri, kako što se raduvame na golovite na Pandev i Panče. To je ona, braća i sestri, koja što će go ponudime u ovoj 4-godišnjem mandatu. A Makedonija nedostasува двакви радости. Дваква надеж која ќе донесеме заедно и силно. Придружете се овој бран на промен и верба по принцип македонци, албанци, турци, роми, срби, власи, бошњаци, сиромашни и богати, работници, земјоделци, стопанственици, учителки, наставници, лекари, патриоти, браќа и сестри, да застанеме заедно, затоа што само така можеме да си ја донесеме обновата во Македонија. Драги пријатели, на почетокот од овој спектакуларен настан денеска ја слушнавте песната Хиро. На Македонија и треба херој. Но ако некој помислил дека јас се самопрогласи за херој, тогаш греши. Вистинскиот херој сте токму вие, македонскиот народ, народот на Македонија, нејзините граѓани. Вие сте херојот кој е тука низ сите битки и премрежја, пред кој јас се поклонувам и синувам капа со раката на моето срце. Вие сте тие кои што сте херој на оваа земја секој еден од вас. 12. април е тој ден, а денес Македонија е на нозе. Тоа е обновата, а се работи за една цел. Да смениме оваа корумпирана влада и политичари и да изградиме влада која ќе ви служи вам, македонскиот народ, на граѓаните на Македонија. Со целото срце, со силна верба, пот и жилова искреност се исправаме. А ќе се бориме за правда, ќе се избориме за принципи, ќе се избориме за промени и ќе се избориме за Македонија да победи. Победата ни е потребна за обнова, затоа што само така можеме да ја оправдаме нашата кауза и нашата верба дека Македонија има иднина. Затоа што се сакаме оваа земја со целото наше срце. Тоа е борбата и за вашите семејства, борба за вашето достоинство, чест и углед, борба за превземање на судбината во ваши раце и иднината на нашата убава Македонија. Досега секогаш бевте лојални на Македонија. Време е да имате влада и премиер кој ќе ви биде лојален вам. Кажете и Македонија се буди. Македонија го вознаќа ударот кон сите кои удираат по Македонија. Заедно ќе ги решаваме проблемите. Заедно ќе победиме. Заедно ќе ги менуваме работите. Заедно ќе донесеме иднина во која што веруваме да сте ми здрави и живи, да ни е здрави